Македонија врие од дрога. Полициските билтени секојдневно ги полнат информации за приведени консументи, меѓу нив има и деца. Бизнисот на ова тло со години цути. Полицијата апси, но состојбата е повеќе од загрижувачка, вели професорот по криминологија Стефан Буџаковски. Имаме зголемен број на дилери на дрога, меѓутоа во Македонија подолго време не се придаваше големо значење на растот на злоупотреба на дрогата и тоа донесе до поголем раст. Дури ако направиме поголема продлабочена анализа, ќе видиме дека состојбите со консумирање на дрога се загрижувачки. Во Охридско-Струшкиот регион, па дури и во малите градови од внатрешноста има голем број на уживатели на дрога, но и експериментирање со нови видови на дроги кои се посебно присутни кај најмладата популација, укажува Буџаковски. Струшката полиција јавно обелодени што се случува во регионот. Состојбите велат не може да се сменат преку ноќ. На подрачјето, за жал, имаме премногу движење на кај што особено помлада генерација, кај што се затекнати во нивните возила, во нивните джепови, присуство на недозволена материја што се без разлика дали е то марихуана, дали е то хероин, кокаин и многу други работи. Полицискиот извештај беше презентиран пред градските советници, дел од нив кои сакаа да проговорат отворено ја лоцираа вината. Сите потврдуваат, и родителите, и образовниот систем, и целото општество. Јавното откривање на податокот кој долго време се криеше во Македонија е доволен поттик да се свртиме кон поголема превентивна активност за сузбивање на појавата, оти дрогата е проблем на општеството во целост, велат експертите.